Новото кривично дело екоцид ќе го намали загадувањето на животната средина, бидејќи носи драконски казни, сметаат правниците. Освен загадувачите, пред законот ќе одговараат и градоначалниците, ресорните министри кои дозволиле загадување на животната средина или не презеле мерки да ја заштитат. Екоцид предвидува и доживотен затвор за предизвикување на еколошка катастрофа. На кривична одговорност може да подлежат сите градоначалници кои што не превзеле мерки и активности за затворање на дивите, нестандардните депонии кои што не исполнуваат ниту еден законски услов. Од една страна, од друга страна може да одговараат и сите досегашни министри за животна средина кои што не превзеле никакви активни мерки и чекори за затворање на сите нелегални, нестандардни депонии во државата и воспоставување на систем за управување со отпад на национално ниво. Од јануари до јуни годинава инспекторатот докажал 167 загадувања на воздух, почва, вода и храна, а поведена е само една кривична постапка за опожарувањето на трска во Струга. Од правната фела сметаат дека со законските измени и високите казни сите ќе бидат повнимателни, и граѓаните и компаниите, но и надлежните институции, бидејќи казни ќе има и за нив. Одговорноста не е предвидена само за оние активни загадувачи, односно оние кои што ја загадуваат животната средина и природата, туку и за оние одговорни и службени лица кои имаат обврска и надлежност да воспостават активни мерки за заштита на животната средина и природа. Според податоците од Државниот завод за статистика во 2021 година обвинети се вкупно 85 лица за кривични дела против животната средина и природата, од кои 73 се прогласени за виновни. Најголемиот дел од обвинетите лица, 35, се за узурпација на недвижности, 34 за незаконски риболов, по 6 за незаконски лов и мачење животни, 3 останати кривични дела против животната средина и 1 за незаконска експлоатација на минерални суровини. За кривични дела против животната средина и природата во 2021 година 2 лица добиле затворски казни, и тоа 1 затвор до 6 месеци за узурпација на недвижности и 1 казна затвор од 6 месеци до 1 година за незаконски риболов. Против 3 лица осудени за кривични дела против животната средина и природата во 2021 година е изречена и конфискација на имот, а од 21 лице се одземени предмети.